Професор Аце Миленковски, добро утро. Добро утро, господин Чомовски. Како сте? Многу добро. Добро, фала. Во рамките на дозволената. во рамките на се она што сега во најавата вие го кажете. Да. Професоре, кај сме? Кај ќе бидеме со туризмот? Оваа година и домакински кој правиме муабет, прво не знаеме, второ не знаеме колку пари ни требаат, трето се станува една непредвидливост. За дома лесно после ќе се справиме. Каде ќе оди светскиот туризам во овие услови на пандемија? Светскиот туризам не отиде никаде, туку е на работ на пропаѓањето. Универзитетот кој го предводам јас е членка на Светската туристичка организација. Ние редовно добиваме информации по пат на мејлова комуникација, по пат на комплетна електронска комуникација. Имаме посебен влез во нивната електронска библиотека и во базата на податоци. Така да фрапантни се бројките, господин Чомовски, ако разговараме со бројки. Туризмот во светот е сега за сега, значи се некаде околу 30% штета се пресметува, или тоа пресметено во американски долари се отприлика 1,3 трилиони долари штета која што се проценува дека ќе ја претрпи туризмот во оваа година. Туризмот е, би рекол, мајка на многу врзивни ткива од сообраќај до секундарни дејности, до забава, храна и така натаму. Падот на туризмот ќе повлече сериозни индикации за намалување на GDP-то во многу туристички дестинации и во многу економски дестинации. Хрватска, која на Балканот важи за една и во Европа за една од водечките туристички дестинации, предвидува пад на својот GDP меѓу 9 и 12%, при што 1/4 од тоа, тамошните експерти предвидуваат, ќе биде резултат на бруталниот пат на туризмот и на една од најубавите плажи на Јадранско море. Дали мислите дека има некаква алтернатива? Кога зборувам некаква алтернатива, тоа се овие ексклузивни простори кои понекогаш се скапи, не знам, Бора Бора, Малдиви, сите тие кои инаку се добри, но дали е тоа алтернатива, тој елитен туризам наспроти овој така наречен масовен туризам? Не може да биде алтернатива тоа, согласно моето размислување, господин Джомовски. Кога сме кај Хрватска, ја споменавте вие, но и во самиот вовед споменавте дека Европската унија беше таа која што прва ги затвори границите во рамките на членките на Европската унија. Предпоставката е дека и во рамките на туризмот тие ќе се занимаваат со себе, односно на билатерални, евентуално трилатерални односи, меѓудржавни релации, веќе се остварува комуникација и веќе комуницираат на ниво на министри за туризам или на ниво на премиери, кој од каде може да донесе и до каде да се надева на одредена бројка на гости. Но сето тоа, јас мислам дека ќе се одвива во рамките на Европската унија. Ние сме од оваа страна на црвената замислена линија на географската карта, нели? И тешко ќе можеме воопшто да планираме. Не само да планираме, сега прашање што станува со ефтините авиокарти, со превозите. Овде го имам вчерашниот декрет на Европската комисија со општи упатства за патување со авион, воз, брод и така натаму, која сугерира за прв пат по подолго време патување со воз, дури подоминантно со воз, одошто со сопствени автомобили за авиони и да не правиме муабет. Второ, сите велат дека сега со авион да патуваш ти треба најмалку 4 часа порано за да се остварат здравствените процедури. Не само здравствените процедури, господин Чомовски. Патувањето со авион, практично ние во
во овие простори, меѓутоа и не само ние, генерално, ќе заборавиме на ефтините летови. Во ова, предпоставувам, дури и до следната година. Затоа што правилата пропишани од Светската здравствена организација, која што, нели, имаше состанок сега пред некој ден во Женева се сретна со Светската туристичка организација, бидејќи тие двете се во рамките на Обединетите нации и утврдија низа мерки, иако сега ефтините летови што значат за нас? Ако една карта сме ја купувале за 100 евра, например, вака заокружено да земам, сега ќе ја плаќаме помножено со 3 во минимална верзија. Заради редукцијата на патувачките места. Не само, заради прво на седиштата во рамките на авионот. Мора да бидат поретки. Значи не можат авионите да бидат исполнети комплетно. Тоа значи дека економичноста на нивното летање ќе биде сведено на минимум. Или ќе летаат некои авиони во загуба. Затоа патувањето се и грчкиот министер за туризам исто препорача дека побезбедно, побрзо и поубаво е да се патува со автомобил или со организиран превоз. Дали тоа ќе биде патен превоз со автобус или ќе биде со железнички превоз. Но кога сме кај железничкиот превоз, ние каде сме ние по тоа прашање? 3 вагона и една локомотива. Аце Миленковски, ректор на Универзитетот за туризам и менеджмент, гостин во Утински брифинг. Професоре, уште малку околу овие така речени имунолошки пасоши, за кој и со кој треба да се патува. Сега има различни пристапи. Дали тие решаваат, дури и Еврокомесарката за здравство Стела Киркијадис вели дека нема убедливи научни докази за ваков вид на решение, затоа што ти можеш да влезеш здрав, но можеш да излезеш зафатен. Така е. И второто прашање, што е исто така многу важно, ако отидеш во Грција, дали потоа ти стои или било каде, ти престои во земјава карантин, изолација? Јас мислам дека сите тие мерки кои што сега се навестуваат, меѓудржавни или прекугранични, дека ќе мораат високите туристички дестинации, како Грција, например, ја споменав, да ќе мора да ги олабават до максимална точка, бидејќи ти онака туризмот е комплетно во криза. Ако и не ги примат и малиот број на туристи кои што ќе ја користат нашата држава и автопатната мрежа за транзитен туризам, или пак нашите граѓани ќе патуваат во Грција, ако ги затворат со вакви правила границите, или со со плаќање на нели имаше една информација дека 50 евра ќе кошта сега ковид тест. Тоа ковид тест кај нас, ако го правите на грчка граница, ќе чини тоа е поскап. По 80 евра пер персон. Така е, но мислам дека тие ќе ги отстранат додека дојде времето на туристичката сезона, јули и август, предпоставувам. Сите велат, чекајте, првиот бран ќе почне кој ќе свата дека се празни плажите, ќе пуштат границите. Но сега прашањето е повеќе индивидуално, па и сериозно. Кој и како ќе ве штити во такви услови на плажа? Како ќе се обезбедат туристичките дестинации со подготвеност да прифатат евентуално некој заразен, инфективен, како ќе се прават тамо тестови, како нашите здравствени организации ќе одговорат доколку добијат сигнал дека сте вие заразени? Околу здравствените организации само еден податок да истакнам, господин Чомовски, ако ми дозволите. Откако памти човештвото, откако има запишани документи, за прв пат во историјата на нашето човештво пред 6000 години пред Христа и овие 2000 години по Христа, не се памети дека во некоја држава или генерално на светско, на глобално ниво, здравствените фондовски буџети го поминуваат буџетот на Министерствата за одбрана или војните буџети. За прв пат во историјата на човештвото.
тоа значи дека се фрла на една карта. Како ќе не обезбедат? Јас мислам дека не можат на плажа да не обезбедат никако. Дека ќе ги направат стаклените бариери или ќе ги направат лежалките на 2,5 метри, ама тоа се е тоа редуцирање во рамките на примање на капацитетите на и се ќе се одрази на туристичкиот биланс. Ја спомнавте прегаска Хрватска. Да. Хрватска има отприлика над 1,5 милион легла или кревети. За разлика ако се споредиме со нас. Ние имаме околу 23-4 илјади. И тоа сме мокра дестинација. Се разбира, овде сега има една работа која треба да ја поминеме на домашен терен. Пандемијата го запре бранот и на најголемите глобтроптери од Далекиот Исток. Јапонците, кинезите, дори еден период индиците и индонезиците. Ги нема нив. Тоа е 10 милиона месечно само од Кина патуваат кон оваа дестинација. Кога тоа ќе осведем на нашиот најголем базен туристички, тоа е Охрид, првите индикации зборуваат дека тапа е, нула. Иако има навестување дека холанѓаните може би дошле. Но од друга страна, сега ние домашните, услови каде што нема каде додеме, ќе се ориентираме на домашниот туризам, а тоа е Охрид, Преспа, Планински и така натаму. Дали е таа доволна понуда да акцептира еден бран од Македонија? И второ, дали ќе се соочиме со една реална тортура на покачување на цените во услови кои ќе се најдеме комплетно изолирани? Покачувањето на цените е редовна појава на ово поднебие. Ако за време на верските празници ви се покачуваат цените на земјоделските производи или во времето на било кои државни празници, очекувано е дека ќе се зголемуваат цените. Но јас не се надевам сега дека холанѓаните повторно ќе дојдат. Добри беа договорите кои што се направија со авиопревозниците Корендон како туроператори со ТУИ, кои што носеа гости од Холандија, од Германија во Охрид, односно во нашата држава. Но сега тоа мислам дека нема да се случува. Прво, бидејќи гостите од Холандија беа повозрастни, беа во рамките на оние граѓани кои се веќе во пензија. И користат пензijskите фондови за ваков пристап на туроператорство некој. Како и да е. Да. И тоа е одлична, многу добра опција за користење на фондови и на пари. Но сега ние максимално ќе мора се потпреме на домашниот гостин, на домашниот туризам. За жал, во рамки на македонската статистика, бројката од 1 милион и 100.000 и нешто или 200.000 туристи е многу мала како целосна бројка за 18-та година. Или пак, например, од таа бројка имаме само 500, од прилика околу 500.000 или пола милион домашни туристи. Што значи, ако го разгледаме понатаму табеларниот преглед кој што Завод за статистика го дава, тоа значи дека нашите домашни гости најмалку ги користат хотелските капацитети. Ги користат капацитетите на собствените сместувачки, односно капацитетите на своите станови, куќи, вили, соби и така натаму. Професор Миленковски, ние се ориентираме, меѓу другото, за тоа кај ќе одиме. Меѓутоа, Македонија ќе трпи, освен кај холанѓаните и кинезите, ќе трпи штета од падот на комуникацијата и во така наречените секундарни дејности, од здравствен туризам, за одредени бањи регионални. Но еве се еден податок. Грција има значаен удел во бројот на странските туристи во Македонија,
кој се движал некаде меѓу 420 до 480 илјади на годишно ниво. Она што е фрапантно, што сум го видел, нема коцкари, нема грци кои одат да се ги прават забите во Гевгелија, во Битола, што е дополнителна траума и за потрошувачите и за нашите експерти. Да, тоа е точно, господин Чомовски. Грција многу даваше инпут на македонскиот туризам. Со тоа што доаѓа во Гевгелија, во Дојран, во Битола и ги користе услугите за шопинг туризам, за здравствен туризам, стоматолошки услуги, за услуги во хотелите кои што при себе имаат коцкарници и така натаму. Мислам дека тоа ќе продолжи, но со намален интензитет и во намалена бројка. Во рамките на сите пропишани услови кои што се како препорака и од Светската здравствена организација, но и од Светската туристичка организација. Аци Миленковски, ректор на Универзитетот за туризам и менеджмент, гостин во Утрински брифинг, разговараме за тенденциите во светскиот туризам и за очигледниот пропаст на значаен дел од домашните капацитети. Но има во сета таа неволја и еден стар синдром во Македонија, а тоа е сега тоа што мене понекогаш ме јадосува. Ајде сега до дома да одиме на летување, на одмори и така натаму. И добро, тоа е благ израз на така наречениот економски нарцосоиден национализам на оден начин. Но не е проблемот да одиш дома. Проблемот е каде да одиш и уште повеќе. Многу е важно што форми ние развиваме како алтернатива. Ја мислам дека туристичките работници кои, ако ги видите на телевизија секој втор ден, лелекаат дека се пред пропаст и така натаму, не чув од нивната туристичка комора, гледате, у овие месец дена, у овие 30 дена, ние ќе направиме, што ја знам, извиднички населби за децата, ќе направиме оден степен на изолација за одредени плажи, ќе ги развиеме капацитетите дури и на монтажно ниво во бањите, за да може да се привлече и да се остане. Таа понуда никој не сака да ја соопшти, ја не сум експерт. Меѓутоа не сум видел дека некој размислува за тоа, освен лекањето дајте пари за да видиме како да преживееме. Добро, на туристичкото стопанство секако дека му треба помош од државата. И таа е една од првите 3 препораки на Светската туристичка организација до државите членки на Светската туристичка организација. Тоа претпоставувам јас дека веќе имаат комплетни материјали и препораки во ресорното Министерство за економија, каде што се вградува и секторот за туризам. Но останува, господин Чомовски, едно прашање. Јас не мислам дека е добро организиран туристичкиот бизнис во државата. И не мислам дека е добро поставен организационо туристичкиот бизнис во Македонија. Значи, во претходниот систем, од кој што избегавме на трчање, на брзина, и по кој што и дрве и камења фрлавме, нели? Во 90-тите години, го пресековме тоа како со нож, но понатаму не изградивме структура на организација на туристичкото стопанство од државата. Вие ме прашувате мене. Не сакам да ме сватите обратно или погрешно. Дали сте виделе каде има во Македонија, односно во Скопје, канцеларија туристичка организација на градот Скопје? Да ви кажам право, да. Јас не. Јас се занимавам со таа работа, нели? Правам едукација на млади луѓе кои што ќе бидат идни лидери во туристичкиот бизнис. Меѓутоа ние немаме туристичка организација на градот Скопје, нема канцеларија, нема туристичко информативно биро.
немаме информативни... Ние имаме агенција за туризам, за промоција на туризмот, и од друга страна имаме Министерство за економија, каде што има сектор за туризам. Јас уште на почетокот давав предлози од универзитетско ниво, консултирајќи се со целиот тим професори кои што работат на нашиот универзитет, дека не треба да има две институции. Дека треба туризмот да се прибере во едно. Вака поделени, ние сме поделени. Промоција прави Агенцијата за туризам, законите ги формира и ги пропишува Министерството за економија. И ако се обратите на едните или на другите, зошто државата, ова зборувам во минатото, не зборувам за денеска, зошто државата нема платено чланарината во Светската туристичка организација, и од двете адреси видат не е тоа наша работа. Што значи, да се вратиме сега на прашањето. Ние мора да патуваме во Охрид. Јас се сеќавам како дете, моите родители, татко ми и мајка ми ме носеле на одмор во Охрид. Имам слики од моја 2, 3, 4 годишна возраст. Слика на пристаништето, кое што и тогаш и денес е во иста форма и со ист капацитет. Што значи ние многу малку вложувавме и се уште многу малку вложуваме во овој бизнис, во туристичкиот сектор. Но како ќе стигнеме до таму? Не вложивме во изградба на автопатна современа мрежа. Не можеме да привлечеме така ни домашни, ни странски туристи. Протокот на аеродромот Свети Апостол Павле не е доволен за да прими голем капацитет на туристи, но и, што е најважно, кога го спомнав терминот капацитет, сместувачките капацитети ни се многу тесно ограничени. Имаме само неколку хотели со 5 звезди. Да. Добро, професор Аце Миленковски, на крај од вашето гостување во утрински брифинг, и како човек, сега да речем условно, како потрошувач, и како професор, а и како проследувач. Што ни престои ова летна сезона? Сега, тоа е за нас летна сезона, за многумина е некаде во светот зимска, а уште повеќе допрва ќе размислуваме што ќе се случува со големите светски и туроператори, и глобтроптери, туристи и така натаму. Што според вас го чека туризмот ова и најверојатно и наредната година? Господин Чомовски, ако ми дозволите, ја спомнавте Кина, Јапонија, на табелата на статистичкиот преглед се гледа Финска и не знам што. Меѓутоа, една многу обична човечка, бидејќи ме прашавте како човек, човечка логика. Ако фрлите камче во вода, имате каде паѓа камчето и концентрични кругови помали кои што се движат и се прошируваат како се оддалечува бранот. Тоа значи, и мојата препорака беше и пред и денеска, дека ние треба да се свртиме кон соседството. Генерално, што значи? Најголем број туристи во државата доаѓаат од околните држави, од бившите ју простори. Може да кажеме дека на прво место е Турција, заради благонаклонетоста на турската политика и на турските граѓани и државјани кон нашата држава, заради далечното минато и заради добрите билатерални пријателски односи. Но ресорно нашата влада мора да се занимава на билатерален однос од каде ние може да црпиме туристи кои што ќе дојдат во Република Македонија. Дали тоа се од Бугарија, дали повторно од Турција. Кога сме кај Турција, да напоменам дека Turkish Airlines од прилика некаде крајот на мај најавува дека ќе почне да лета повторно, но, како што претходно рековме, со редуциран број на седишта и согласно тоа со редуциран број на патници.
Значи картите нема да бидат, ако беше редовна авионска карта Скопје, Истанбул и назад 230 евра, сега мислам дека тоа ќе биде минимум 400 евра. Ние мора да се завртиме кон самите себе си сега. Да бараме прво партнери во нашето обкружување, дали тоа ќе биде Србија. Замислите, годишно над 2 милиони српски туристи патуваат од Србија и влегуваат во Грција. Поминуваат низ нашата држава. Од тие 2 милиони ние немаме ни 2000 евра. Транзитниот туризам не го искористивме и не го користиме се уште. Не посакувам ситуација во која ќе се чека 4 до 5 до 7 сати на грчката граница заради овие сите папири и дека некој може тоа да го искористи за бизнис од вода до сендвичи, но тоа е најлошата варијанта. Тоа е второто прашање во кое физичката недостапност ќе ги травматизира луѓето кои ќе тргнат на одмор. Апсолутно. Јас пред малку напоменав, ќе се повторам на кусо. Охрид е нашиот бисер и ние од таму мора да тргнеме со развој на туризмот. Како една од нашите најдобри дестинации и градот Скопје. Но нашата поврзаност помеѓу Охрид и Скопје е многу лоша. Патната мрежа ни е во катастрофа. Е во изградба веќе 4-5 години, ако не се лажам. И уште 5 ќе биде. Но тоа така. Толку колку што ние ќе чекаме за Европска унија, толку колку да знаете. И се вие замислите колкави колони ќе се движат кон Охрид. И тоа и вас и мене и луѓето во нашите години ќе ги одвраќа дека ние сега треба да патуваме 5-6 сати, 160-70 километри. Добро, благодарам. Тоа беше универзитетскиот професор и ректор на Универзитетот за менеджмент и туризам, Аце Миленковски. Благодарам. Уште само на крај да прашам, едно време бевте активен политичар, сега сте активен пензионер во политиката? Да, не е тајна дека бев активен, и тоа доста активен во ВМРО ДПМНЕ. И сега таму ми викаат, споменуваат, ајде да се организирате вие ветераните. Викам, чекај се, ја не сум како тоа ветерани. Меѓутоа, ова беше мала шега, но да, пензијата ми е одамна земена и подпишана во рамките на политичкиот живот и мојата политичка кариера. Добро, благодарам. Уште еднаш тоа беше Аце Миленковски. Поштувани гледачи, завршуваме со денешното издание на утрински брифинг. Сашо Ордановски имаше предност да ви понуди прилично голема палета на своји соговорници, но важно од она што јас го забележав, тоа е интервјуто со председателот на ДИК Оливер Дерковски, кој ќе биде исправен пред искушението дали и како да ги организира изборите и дали ќе успее да одолее на политичкиот и партискиот притисок тие да бидат во колку толку понормални услови, во овие ненормални услови за организирање на изборите, толку повеќе што ние сме се уште далеко од така наречената општествена политичка и економска дигитализација, иако светот оди во тој правец. Пријатно од мене